Добар ден, Слободен печат, Слободна телевизија во копродукција со Цивил. Денешен мој соговорник е Славјанка Петровска, кандидат за председател на Социјалдемократскиот сојуз или иден кандидат за председател на Социјалдемократскиот сојуз. Најпрво добар ден. Добар ден. Благодарам што дојдовте, што прифативте. Редакцијата Слободен печат ќе има интервјуа со кандидатите за председател на нов председател на Социјалдемократскиот сојуз. Јас имав таја среќа да правам интервју, еве разговор нека биде со вас. Благодарам што дојдовте, што прифативте. Да почнам баш онака школски од почеток. За пошироката публика, познати сте во јавност, не сте веќе министерка, не заврши таа приказна. Двојство има толкување во јавноста во една реченица или полуреченица да ни објасните зошто не сте министер или владата живее додека не се избере нова влада или? Тоа е согласно владата е влада до изборот на нова влада, ако имаме случај ако владата поднесе оставка, претходната влада поднела оставка или се уште полуактуелната влада поднесе оставка, ако ја изгласана недоверба или ако собранието е распуштено. Така барем предвидува член 93 од Тоа Уставот. не е сега случај. Меѓутоа сега не е случај затоа што за прв пат од 2006 година оваа година имаме редовни избори и тоа практично е опишано во членот 89 чинам беше од Уставот, а е пресликано и во изборниот законник. Водејќи се практично од овие две одредби и во Уставот и во изборниот законник, сметам дека не смеам да извршувам функцијата на министер од собрание вчера, соопштението од кабинетот на собранискиот председател дека ниту председателот на владата не е веќе председател на владата. Целата влада, односно не целата влада, се извинувам, членовите на владата, председател, подпредседатели, министри, кои се избрани за пратеници, а чиј мандат беше верификуван на 28 мај. Тоа кој е денеска председател на владата на Република Северна Македонија? Согласно изјавите на председателот Џафери, тој рече дека ќе извршува функцијата председател на владата до изборот на новата влада. Меѓутоа, како што реков, јас се водев од она што е напишано во Уставот и во изборниот законник. Се разбира, пред да донесам одлука, биеко во институциите беше можеби нејасно, меѓутоа направив консултации со именитни правници кои што министерството што се вели се да, веќе заменикот министер ги превзема должностите кои се должности на министерот и министерството и армијата продолжуваат да функционираат без никакви пречки. Да не правам лице на почеток, една сте од ретките за која во мандатот додека го извршувавте не забележавме никаква негатива во јавноста за вас и како функционер и како личност, освен она што опозицијата предизборно веројатно па стиша и тоа околу хеликоптерите, набавката нели тие тендери, но за тоа ќе проговорим малку подолу во емисијата. Од каде е Славјанка Петровска, каде учеше, каде растеше, каде се школуваше? Родена во Скопје, детството го поминав во населбата Ченто во Скопје, општина Газибаба, таму завршив и основно образование во Крстен Бисерков, а потоа средно образование завршив во гимназијата Орце Николов, меѓутоа тогаш имаше во рамките на гимназијата и паралелки во кои што се учеше електро, односно смер електроничар, електротехничар, така да јас го завршив впрочем тој смер, електроничар, електротехничар, за потоа да направам една радикална промена и да го продолжам школувањето на правниот факултет Јустинијан I во Скопје. Добро, и зошто и од кога со политика? Веројатно со политиката ме примамила несвесно уште пред да наполнам 18 години. Барем тоа се сеќавам дека и моите родители ми го кажуваа дека знаевме секогаш дека ќе се занимаваш со политика, веројатно по интересот кој што сум го пројавувала, меѓутоа дефинитивно кога наполнив 18 години чекав што е можно побрзо да наполнам за да се зачленам во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и од тогаш до сега сум активен член без оглед дали сум била на некој позиција или не сум била, меѓутоа секогаш сум била активен член, поддржувач и Добро, и во плурализмот од 91 наваму, толку политички партии и поголеми и помали, зошто токму во СДСМ? Затоа што таму ги препознавам вредностите кои јас лично ги споделувам и вредностите кои за мене се основата на едно функционирање. Социјалдемократијата е идеологија во која што вредностите, како што реков, кои ги носи таа идеологија, ги споделувам и јас лично. Веројатно сме се препознале, би рекла. Така што можеби и луѓето кои во тој период биле активни, дел од нив си и се уште на некаков начин активни, придонеле многу поблиску да ми се донесе до мене да ја сватам социјалдемократијата и ете, условно кажано би рекла позитивно се заразив со тоа и не се кам. Штом сте кандидат за председател на партијата,
предпоставам дека и верувате, и знаете, умеете, имате и програма, и верувате и во себе, и во членството, дека ќе воздигнете повторно Социјалдемократскиот сојуз како партија, нели, да биде доминантна во општеството за вредностите за кои сега зборувавте. Но да ве вратам сега назад во министерскиот кабинет, на кратко. Министер, односно министерка за одбрана, жена во условно да речем машки свет, иако имаме сега и жени војници, нели? Како ве доживува? Не сте, впрочем, ни првата жена, така, нели? Сепак, како се чувствувате вие? Што мислите, како ве доживува генералштабот, да речем, на тие средби ваши колективни? Па, веројатно ја имав среќата што пред мене патот на прва жена министерка за одбрана во нашата држава го изгази Радмила Шекеринска, со која што и долги години претходни соработува во партијата, бев и дел и од незиниот кабинет во секретаријатот за европски прашања. Меѓутоа, се уште, иако таа помина поголем период во министерството, кога дојдов во 2022 година, сепак постоеше една мала задршка, можеби уште повеќе што јас па бев и прилично помлада. Така што, меѓутоа, искрено, кога заминував од министерството и се поздравував со генералите, со најблиските соработници, добив еден, би рекла, комплимент, кој што навистина ме опиша, односно од нивна страна бев опишана, а тоа е дека ми рекоа, влеговте во министерството, кога влеговте во министерството ве гледавме наивно, меѓутоа заминавте како херој. Во смисла дека никогаш во овие барем 2,5 години не сум се колебала да носам одлуки тогаш кога било потребно. Тоа можеби не е комплимент, туку е големо признание во секој случај што ќе ве држи и во иднина во вашата една политичка и секаква друга кариера. Тоа ќе ми биде воделка дека најлошо нешто што некој може да го прави, без оглед на позицијата во која се наоѓа, е да не носи одлуки. Одлуките се потребни и подобро да донесете добра одлука денеска, отколку да донесете перфектна одлука после 5 месеци или после една година. Времето поминало. Така ве враќам на истото место на предизборието, на италијанските хеликоптери. Опозицијата крена малку галама, после стиша, веројатно не може ништо да ви најдат. По дефиниција, секој тендер, поготово такви крупни, треба да значи аванта некоја вака по-скопски сега да употреба, да вулгаризира малку. Предпоставувам дека во нивниот начин на размислување значи тоа. Се обидоа да кренат некоја галама дека зошто сега баш пред изборите сум ја носела таа одлука. Јас и тогаш кажав и сега ќе повторам, таа одлука не ја носам јас. Јас сум дел од процесот како министерка за одбрана. И тој процес беше започнат далеку пред јас да дојдам како министерка, односно 2019-2020 година, кога е формиран тимот, затоа што станува збор за долгорочна набавка и долгорочен проект. Така што тоа не е нешто што преку ног, и всушност и Државната комисија за спречување на корупцијата која пројави интерес и апсолутно јас тоа го поздравив, ги доставивме сите документи. Не е пријатно во секој случај. Апсолутно не. Не знам како вие се чувствувате, но Македонија е членка на НАТО, вие бевте министерка на држава членка на НАТО, тука се сите наблюдувачи, странски амбасадори на земјите членки на НАТО и така натаму. Беше малку непријатно или политиката веќе ве очеличи, што се вели за такви обвинени? Колку и да не сум изненадана од некои постапки, меѓутоа непријатно е кога без основа и без аргументи, особено кога Министерството за одбрана покаже изминативе години дека навистина е транспарентно министерство и досега се што било побарано од нас сме одговарале. Кога било побарани класифицирани информации сме давале образложенија зошто нешто не можеме да одговориме. Се почувствував помалку и навредено како министер, не лично, заради тоа што се обиде за политички цели, токму во предизборијата, практично да се фрли дамка на процес кој го спроведуваат експерти во министерството и експерти во армијата. Меѓутоа јас и затоа повикав, се сеќавам на една изјава на подпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски, кој обвини практично мене лично ме обвини за корупција, и јас побарав тебе соочување за да апсолутно отворено и очи во очи што се вели, меѓутоа и пред целата јавност апсолутно не. Не сакај медиумите или не сакаше другата не страна? Не сакаше Александар Николовски. Лесно, тешко е да се биде држава земја членка на НАТО поради обврските одлуките што ги носат сепак големите сили, еве низ примерот на Украина. Предизвикувачки. Комплексирани ли сме малку и на крај прашањето всушност ми е во поентата дали се исплатеше траумата северна што Македонија стана членка на НАТО?
предизвикувачки е да се биде членка на НАТО алијансата. Досега во овие 4 години, 2 години како што сум министер, одговорно тврдам дека обврските кои ни биле превземани, дека ги исполнуваме онака како што се очекува од нас. И за тоа стојат сите припадници на армијата и на министерството, меѓутоа се разбира и другите институции кои се вклучени. Дали вредеше промената на името и преименувањето во Северна Македонија, Република Северна Македонија, на сметка на нашето членство во алијансата? Тврдам дека да. Затоа што за мене тоа е најмудрата и најголемата инвестиција која е направена за оваа држава. Но политички гледано, имате ли чувство дека тоа граѓаните во добар дел не го препознаваат? Мислам дека по промената на името следува многу поразлични процеси кои не се поврзани со промената на името, внатрешни процеси за кои граѓаните очекуваа многу повеќе, а беа разочарани. Така што јас би рекла дека може би заради револтот, незадоволството од внатрешни политики, ова на крај ВМРО-ДПМН не успеа да го наметне како тема за предавништво или херојство или патриотизам од страна на која што тие се ставаат. Меѓутоа, за жал, бидејќи можеби се несвесни или ќе станат свесни дека ќе платат високата цена на таквите манипулации. Особено што врз основа на тоа, врз основа на паролите никогаш Северна само Македонија и така натаму, успеа да придобијат голем дел од нивното членство, да го вратат назад и да ветат дека тие никогаш нема да го користат зборот Северна и дека сега веќе ги негираат, меѓутоа има ветувања, нека се потсетат, дека дури ќе го променат, ќе го поништат през Панскиот договор и така натаму, меѓутоа еве за денеска веќе да почнат да се демантираат самите себе си. Ми се подолу во емисијата, затоа не ве да ве прашам сега, идејќи некај студиото, ми падна една мисла да не забораваме и сега да ве прашам, кога заминувавте од министерската позиција сега, односно кога председателката Силјановска-Давскова даде заклетва, потоа дента или утреента ве повикали на разговор, се уште бевте актуелна министерка за одбрана, така чисто протоколарно вас генералштабот не како некаква, можеби не е обврска, нели функционална, но е можеби етичка. Ве повикали на, не знам, на едно кафе, како се вели? Не бев повикана и не бев исконтактирана од незиниот кабинет. Колку што знам, началникот на генералштаб неколку дена подоцна, 10 дена или 7 дена подоцна, по изборот беше повикан на разговор, нели брифинг и така натаму. Јас не бев повикана, иако се разбира согласно резултатите од изборите беше јасно дека ние сме влада во заменување, меѓутоа заради континуитет на стратешките политики на државата за кои што сме се определиле, сметав дека можеби ќе биде добро да пренесам некои своји видувања, согледувања, меѓутоа без оглед на тоа. Петровска, не ми е својствено да барам коментари за трети лица кои не се присутни во непосредно во овој сега наш разговор во овој интервју, но за Силјановска-Давкова сакам да ве прашам, кога полагаше заклетва, не реагираше пратеничката група, па и партијата Социјалдемократскиот сојуз на незинот содржината на заклетвата, каде што не спомна Северна? Не, ние имавме некои од нас изјави поврзани со незината заклетва, со изговорањето на заклетвата, меѓутоа и го коментиравме јас бев и гостен во неколку емисии, каде што кажав дека без оглед на тоа како кој од нас лично се чувствува, кога преземате одредена функција во државата, а таа ја презеде највисоката функција во државата, председателка на државата, врховен командант, дека веќе некои одлуки или некои однесувања не се прашања на добра воља. Имате ли договор во партијата или во пратеничката група дека нема да реагирате дента, затоа што не реагираше ни председателот на собранието кога ја читаше заклетвата? Давкова не спомна Северна, тој не реагираше, продолжи да чита таа, да повторува без Северна, немаше ниту негова реакција. Затоа прашувам дали имавте договор во пратеничката група или во партијата што и да се случи да не правите некакви... Тогаш беше се уште стариот состав на пратеничката група на СДСМ, меѓутоа беше ставот да се нормално да се испочитува со присуство на пратеничката група, на дел од министрите во владата кои што беа присутни, затоа што сепак имаме разбирање дека тоа е функција председател на државата.
без оглед на нашите политички разидувања, без оглед на нашите ставови, во иднина можеби за некои ставови ќе бидеме на иста линија, можеби ќе останеме спротивставени, меѓутоа сметавме дека треба да ја испочитуваме позицијата председател уште на малку на државата. темата, се извинувам. На која армија сега ќе биде врховен, односно е врховен командант Гордана Сињановска-Давкова? На армијата на Република Северна Македонија, тоа што е изменато во Законот за одбрана, односно Законот за служба во армија и Законот за одбрана, за кој ВМРО-ДПМН гласаше за. Рековме, актуелниот статус сега ви е пратеник. Во јавноста, поготово од вашето членство, па истакнати партиски членови, условно да речем, од минатото, кога били на високи партиски државни функции, во неколку наврати, или моје чувство може би е погрешно, па и дел од членството, еве пред Конгрес бараат пратениците, новоизбраните пратеници на Социјалдемократскиот сојуз да ги напуштат и тие функции поради поразот што партијата го доживеа на избори. Имате коментар за оваа теза? За оние членови кои се членови на партијата и кои своите ставови ги изразуваат јавно, без оглед дали тие се на она што јас го размислувам на иста линија или не, апсолутно имам почитување, но не можам да ги разберам оние членови на органите на партијата или членови дури на Конгресот, делегати, кои наместо да ги користат партиските простори и партиските форуми, практично полесно избираат да напишат нешто на Facebook или да излезат јавно и да искоментираат, иако се разбира тоа е апсолутно нивно право и никогаш тоа право не треба да им биде попречено. Меѓутоа сметам дека поздраво за дебата, за развојот на партијата и за дебатата генерално е кога дебатата се води во партиските органи, во органите на партијата. Мене ми е навистина жал што дел од тие кои беа гласни на Facebook, практично и во медиумите, на последната седница на Централниот одбор, кога една од точките беше констатирање на оставките на раководството, практично не го отворија ова прашање и не побараа да се дискутира за оставките на пратениците. Меѓутоа, апсолутно, јас сметам дека ако има потреба за таква дебата, сега на 9 го имаме Конгресот, отчетниот Конгрес, треба да се отвори и треба да се продискутира. Која е придобивката од заминувањето на сите пратеници кои во моментов се пратеници, врз основа на што, дали заради поразот, кој се да само го доживеа, дали поразот исклучиво се лоцира во овие пратеници кои што сме, и така натаму, така што повеќе би рекла дека тоа е предмет за дебата во партијата. Дел се од екипата која изборите ги загуби рекордно лошо, нели? И самите констатиравте. Колку е факт фрустрира еве вас лично, например, и неколку мина уште ве мотивира, дури да се зафатите, условно би рекол, во најтешката задача во овој период, кога партијата е најдолго што некогаш била. Како вие, од каде ви е силата и идејата дека можете, дека СДСМ може да се поврати, кој е тој некој рок? Има ли расположение во членството? Се подели партијата? Отидоа во ова Кумановската партија кај Максим Димитриевски? Јас мислам дека мојот личен став, прво да давам коментар за поразот, кој што апсолутно е историски најголем пораз кој СДСМ го доживеал досега. Дали се чувствувам дека сум дел од тој пораз? Апсолутно да. Затоа што како член на СДСМ, без оглед, сега во моментов сум или претходно сум била министерка за одбрана, сум претседавач на Централниот одбор на СДСМ и кога не сум била функционер на СДСМ, кога сум била само член, секој пораз сум го доживувала лично, исто така како што и секоја победа сум ја доживувала лично. Дел. Се чувствувам дел од секој пораз и од секоја победа на СДСМ. И ако се види што во минатото сум направила лично, зборам сега од аспект на партиско работење, и како сум се обидувала да го подобрам, да подобрам позицијата на СДСМ, мислам дека мојата мотивација да се кандидирам за председател на Социјалдемократскиот сојуз, впрочем, лежи и во тоа. Дека јас никогаш не се откажувам и никогаш не велам се предавам. Ако прерано се откажете од нештата, тогаш неуспехот сами си го барат. Ќе зборувам и за тоа, но ова е куса анализа, вие веројатно на Конгрес уште постојано тоа ќе го направите во органите на партијата, но сега Славјанка Петровска што мисли, кои се неколкуте главни клучни фактори што придонесоа да му се случи на СДСМ ово што му се случи на изборите? Мислам дека главниот проблем или главната причина
е тоа што се занемари партиското действување на сметка на функционирањето како власт. Не се направи баланс помеѓу тоа што е влада, извршна власт, и помеѓу тоа што треба во тој период партијата да прави. Партијата се луѓето, се разбира. Не е партијата објектот на бихачка и така натаму. Меѓутоа, тој баланс не се успеа да се постави. Тогаш колку е точна тезата што се провеува вака и кај разни аналитичари, колеги, новинари, колумнисти, дека СДСМ кога е на власт, тогаш заборава на партијата и се занимава со гасење на ситни дневни пожарчиња, без голема стратегија за крупни реформи. Ние во овие 4 години, па и 7, ако сакате, немавме крупни социјални немири, протести и така натаму, бидејќи јас ценам барем дека успешно владата сервисираше таа социјална категорија. И поголеми плати, и социјални трансфери и така натаму и така натаму. Тоа ја чини сега партијата премногу? Апсолутно, одлевањето на кадарот од партијата во извршната власт, на позиции во извршната власт, што е сосема логично и очекувано дека кога доаѓа една партија на власт, првите позиции во извршната власт, оние кои што се политички именувани, дека ќе стави луѓе кои што ги делат истите вредности, кои што практично веруваат во политиката што владата треба да се спроведе. Но тука не направивме баланс, реков. Затоа премногу ја осиромашивме со човечки потенцијал партијата и не се водеше, би рекла, доволно грижа за членовите. Или не беше системска таа грижа. Односно не беше грижа која што една партија треба да ја има. Апсолутно, за разлика од многу претходни години, овој пат и комуникацијата ја подобривме со членовите, се воспоставија нови начини на комуницирање, меѓутоа очигледно дека тоа не било доволно и не се одесувало со горе-доле имате диагнозата за тоа што се случи. Да, знаете како дискусиите во партијата на општинско ниво почнуваа полека да замираат. Се преселија или во рамките на Централниот одбор, или во рамките на другите органи на партијата, меѓутоа комуникацијата со членството и со општинските совместните организации. Самика Петровска, моето клучно тематско прашање сега за ова интервју, со ова се еве знаете што се случило, ги детектиравте слабостите, ки има сигурно уште анализи од вас и од ваши колеги. И на Конгресот и пред тоа во органите на партијата, веројатно тоа ќе биде и во пишана форма некаде во некакви извештаи, објавено, необјавено, сеедно. Како Славенка Петровска мисли сега да оживее, да го поврати духот и моќта на Социјалдемократскиот сојуз, како председател на партијата? Денеска Сакам да прашам по-конкретно и за гледачите, што практично стои во вашата програма, што ќе ја поднесете денеска, рековте? Во 10:30. Да. Во 10:30. Во 10:30. По завршување тука, да. Програмата практично ја насловив Манифест за социјалдемократијата. И тука давам еден личен осврт, многу емотивен осврт на тоа како јас ја доживувам СДСМ и зошто практично и каде ја црпам мојата мотивација да се кандидирам за председателка на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Јас се трудам без оглед на тоа што понекогаш ме замерува дека имам долги одговори на некои прашања, меѓутоа во работата се трудам да бидам многу практична и прагматична. Имам поставено 5 приоритети кои што час поскоро СДСМ треба да ги заврши. Се разбира по изборот на председател, следува изборот на раководството на партијата. Тука давам предлог дека ќе има 5 подпредседатели на партијата, од кои 3 ќе бидат оперативни, односно ќе бидат задолжени за определени општински организации во рамките на интерна регионална поделба на СДСМ. И тие ќе имаат задача практично да работат со општинските организации. Или имам употребена една реченица, а тоа е дека нема подпредседателите да седат на бихачка, туку ќе се спуштат и практично тие ќе доаѓаат од општините. Значи нема да бидат само раководството 2/3 од Скопје и така натаму, меѓутоа ќе има еден баланс. Четвртиот подпредседател ќе биде на предлог на Социјалдемократската младина на Македонија, затоа што во младината има доволно зрели, млади луѓе, но зрели, кои верувам дека многу успешно ќе ја носат таа позиција и се разбира отстапувам простор на жените, односно на предлог на форумот на жени. Организацијски ќе бидат направени некои други структурни промени внатре во организацијата на партијата за да се постигне поголема оперативност, односно кога треба да заседаваме и да носиме клучни и стратешки определби на партијата каде ќе одиме и какви одредени политики ќе завземаме, да, меѓутоа повеќе да се подпреме на работа на терен. На крајот од манифестот
завршувам со тоа дека сите заедно, членовите, и оние кои се подзаборавени, кои можеби од своји причини изминатиот период се почувствувале заборавени, навредени, можеби со нешто сме им сгрешиле, а имаат капацитет и потенцијал, ќе бидат повикани заедно да ја направиме стратегијата за победа. Таа стратегија за победа ќе треба да даде резултати во 2028 година. Се разбира, постојат уште неколку други приоритети и предизвици, како што ги напоменувам, кои ќе треба во овој период пред нас да ги оствариме. Ова е програма Оди во живо. Нели се плашите дека пред да во 10:30 рекоте поднесете кандидатурата, може некој од против кандидатите да украде па да допише нешто со пенкало на нивните понуди, или идеите не ви недостасуваат? Не, јас и верувам и очекувам дека со дел можеби ќе се поклопиме или ќе се повториме со некои од идеите, затоа што луѓето кои што ја познаваат СДСМ и како што велам, кои што знаат како дише членството, знаат тоа што Сега ве што прашувам како кандидатка, ќе нема многу кандидати, колку што вака по јавноста се. Имате ли грб? Кога велам грб, мислам на лоби група, некој кој во рамките на партијата навива за вас, работи за вас, или сте за сега Славенка Петровска соло тркач за председател на Социјалдемократскиот сојуз? Другарките и другарите, да, апсолутно, другарите и другарките кои од партијата Социјалдемократи кои ме поддржаа во намерата и практично можеби и ме поттикнаа да се кандидирам, се дел од сега овој мини тим, да кажам, со кој што ќе треба да ја изодиме Македонија, односно да ги посетиме сите општински организации да се представам, без оглед на тоа што во изминатиот период особено многу често бев присутна, но не се. Се разбира, тимот кој ќе биде формиран ако станам председателка на СДСМ, се разбира дека ќе биде надвор од овој тим, односно ќе биде зголемен и со луѓе кои можеби сега во моментов не се дел од овој мини тим, ама се тука, ги знам и си имаме доверба едни со други. Во јавноста еден од кандидатите побара вие што аплицирате за председатели, доколку не бидете избрани, да не се нафатите на ниту една партиска функција. Искрено не ја разбрав тезата за што се работи. Вие внатре во партијата можеби тие шифри си ги подразбирате повеќе, затоа што ако е некој добар кадар, нели? Во таа смисла прашувам. Претпоставувам дека тоа беше резултат на една шпекулација која се појави во нашите партиски кругови, а тоа дека однапред сме биле договорени кој ќе биде председател, кој ќе биде заменик, генерален секретар и така натаму. Тој сегмент не сум го фатил, значи. Иако од аспект на партиско действување за мене таа понуда нема логика, меѓутоа баш за да не се за да ја демантирам од моја страна оваа теза, прифатив дека не, јас се немам договорено. Макар премолчен договор. Не. Од моја страна нема. Јас настапувам како кандидат за председател и тоа е мојата идеја и мојата залажба. Меѓутоа сметам дека ако некој има желба, во иднина, јас ако станам председателка, јас ќе ги поканам сите кандидати да земат учество соодветно во органите на партијата, ако се најдат во она што е манифест за социјалдемократијата и ги почитуваат принципите кои ќе бидат поставени. Една од работите кои што исто така е приоритет е дека ќе биде спроведен ветинг на кандидатите во СДСМ кои ќе треба да превземат одговорни позиции, подпредседатели, членови на раководството и така натаму, затоа што тој ветинг и проверка и политичка и секаква ќе овозможи да дојдат луѓе со кредибилитет. Нешто на почетокот на ова интервју, јас ве наведов, вие направивте на куса анализа околу тоа како се однесуваше социјалдемократскиот, кој беа нели гафовите, грешките и така натаму, поради кој јавноста, нели, граѓаните, гласачите посебно не и дадоа доверба на овие избори. Но Социјалдемократскиот сојуз, веројатно како и секоја партија, но не секоја идентично, кога е партијата на власт е покомотна во однос на членството, тоа го констатиравте вие самите. Како председателка, вие и вашиот тим, каква контрола ќе правите утре кога партијата ќе дојде на власт, дали тоа ќе биде за 4, за 8 или за 16 години, небитно, извршната власт како да е препуштена самата на себе без никаква контрола, и тоа е чувство кај граѓаните, ми се чини, мој субјективен суд, дека дел од поразот и лежи во тоа, во неконтрола партиска на партиските кадри на извршни функции во администрацијата, од министар до, не знам, директор на јавно предпријатие или сеедно, некој издачен службеник.
Мислите ли да ја контролирате вашите кадри во извршната власт кога ќе дојде СДСМ, нели доколку дојде на власт? Па, Имате ли инструмент за тоа? апсолутно и тоа се предвидува. Тоа е правило на сите западни партии. Пред се партиите кога има некаква афера или сомнеши, бара оставка од своите раководни функции, па дури потоа државните институции реагираат. Во текот на кампањата не само за одредени партиски функционери, односно функционери во извршната власт кои биле на предлог на СДСМ номинирани таму, имаше забелешки за жал и за дел од пратениците, не сите, се разбира, меѓутоа за некои од пратениците кои како пратеници практично не се спуштели, не биле дел не меѓу членството, меѓу граѓаните. И тоа како партија не смееме да го премолчуваме во иднина. И не смееме да поставуваме без разлика дали ќе бидат тоа пратеници, советници во општини така натаму кои нема да имаат комуникација со граѓаните, а првенствено тоа неговата улога. Верувате ли дека една партија, еве конкретно Социјалдемократскиот сојуз, и кога е на власт може да се однесува како да е партија во опозиција? Во таа контролна смисла Ако нема таков механизам, ако не воспоставиме, а тоа ќе биде една од задачите кои ќе треба да ги направиме, мислам дека тогаш се останато ќе биде залудно. Филипче ве повика деноје вчера, денеска, вчера завчера со отворено писмо или отворено обраќање преку социјалните мрежи да се сретнете на средба кандидатите на кафе. Би прифатиле ли Апсолутно. таква средба? Чекам време, датум и место, зошто да не? Кавалерски Затоа што апсолутно ние сме сепак партиски другари, сме поминали низ многу процеси заедно, со некој повеќе, со некој помалку. Кандидатурата за председател на СДСМ, апсолутно ние сме сите посебни кандидати и се надпреваруваме со своите идеи, политики така натака и представувајќи се самите себе си со сопствениот интегритет и со она што ветуваме дека ќе го направиме. Меѓутоа и пред тоа и потоа треба да останеме партиски другари затоа што си требаме едни на други. Рековте имате активности до Конгресот. Порака ваша да го искористиме и овој момент до членовите со право на глас, нели, на Конгресот. Зошто токму Славјанка Петровска тие да ја избера за председателка на Социјалдемократскиот сојуз? Јас само ќе ги замолам да одвојат неколку минути од своето време и денес или утре кога ќе бидеме потврдени за кандидати, манифестот за социјалдемократијата ќе биде објавен, да го прочитаат и се разбира да присуствуваат и на представувањата кои ќе ги има во општинските организации. Мислам дека таму ќе се пронајдат и ќе најдат вистинската причина зошто да ме поддржат. А вие сте подготвени 24/7, што се вели, така да го носите товарот на партијата од нула кон нова власт? Апсолутно, затоа што верувам во капиталот кој СДСМ го создаде низ сите овие години, без оглед позиција, опозиција, без оглед кој бил председател на партијата, кој не бил. Создадовме голем капитал како партија и не сакам тој капитал да биде изгубен. СДСМ победувал, губел, бил поразован, меѓутоа сепак се издигнувал на крај. Сега е времето за ново издигнување на СДСМ. Славјанка Петровска, ви благодарам. Ви благодарам и вам. Почитувани, тоа беше кандидатот за председателка на Социјалдемократскиот сојуз во интервјуто за Слободен печат во копродукција со Цивил. Благодарам.